Таа е македонскиот културен амбасадор на музиката. Таа е македонска, балканска, па и светска музичка дива. Ќе ви кажам зошто го мислам ова светска музичка дива, не само јас, туку и другите во светот. Со мене денес ја имаме една единствена Калиопи, мојата Опи. Калиопи, здраво, како си ми? Благодарам, одлично. Како си ми ти? Одлично, работно, меѓутоа кога се работи за тебе, јас сум секогаш тука на располагање. Морам да те гушнам. Многу почитувам. Калиопи, денес сме на пресконференција каде што кажуваме за твоите 3 концерти кои ќе се одвиваат ноември и декември. Се работи за 3 концерти, јас мислам дека ќе бидат 6. Ние имавме замисла да бидат најмалку 4 во однос на тоа што во моментов чекаме на термини нови во Македонската филхармонија, кој што во моментов е безицирана скроз со термини, а при тоа што во однос на овој концепт најмногу ни одговара и верувај ми дека може да се случат и 4, може да се случат и 5, може би 6. Дај Боже, јас многу би сакала да што повеќе концерти имаме во однос на тоа што во тој случај повеќе луѓе ќе доживеат магијата на Unplugged-от. Имаше ти еден таков амплак концерт во Универзална сала, се сеќавам многу добро каде што присуствував. Ама само клавир и глас. Еден од моите најтешки концерти. Тоа е сосема едно, да речам рецитал. Тоа е веќе сосема една друга категорија на концерт, бидејќи беше само глас и пијано на кое што ја сама свирев и ние имавме тогаш една цела турнеја, 5 концерти беа во Македонија, завршно со овој во Универзална. И мислам дека сега кога би ме прашал дали тоа би го повторила никогаш повеќе, бидејќи беше навистина еден исклучително напорен концерт. 2 часа да си за клавир и самиот да си до таме расконцентриран да го отсвириш целосно целиот материјал на клавир е добро, своевиден преседан. Но ова што сега ќе го работиме, имавме пред можеби 7 години во Београдски Коларац, елитната концертна акустична сала, 2 концерта Unplugged, ама не како овој. Многу работи тогаш едноставно ги осознав и сватив дека мора поинаков пристап да му се даде на акустичниот концерт, навистина да се звучи живо и природно. Токму таков ќе биде овој концерт и ќе има многу повеќе музичари на сцена и репертоарот мислам дека ќе биде на радост голема на секој еден што ќе биде во филхармонија, Македонска филхармонија. Како тоа сакав да те прашам за репертоарот, претпоставам дека се селектирани одредени песни кои ќе ги пееш, дали има некоја класификација одредена на песните? Па, претежно песните, секогаш кога правиме сценарио, значи за еден концерт, кога го формираме репертоарот, почнуваме од почетокот и крајот. Значи, што отвара концерт и што завршува концерт. Се понатаму е соткаено од идеи, од размисли, од желби, од едноставно во моментот што е она што и јас пејачки би сакала да го отпеам, а не сум го пеела долго. Потоа размислам секако на мојата публика, знам кои песни, обично за тоа и се социјалните мрежи, бидејќи тука публиката секогаш и фановите кажуваат нивни размисли, кога ќе ни ја пееш таа песма или ова, а не може, има толку многу песни што навистина е многу тешко да се состави, но успеавме. Тука и Роме ми помогна многу и многу сум му благодарна, ми даде една фантастична идеја, која нема да ја откријам. И неверојатно и се радуваме на таа идеја, бидејќи некако го направи концертот со самиот тој момент попосебен од многу до сега што ги имам направено.
толку си фуриозна и го оставаш срцето на сцена, што мислам дека многу се ретки таквите автори, односно музичари кои го прават тоа, буквално го ставаат срцето на сцена. Тоа се види на многу твои европски светски настапи, како и на Евровизија, нели, тоа не можам да го избегнам. Меѓутоа, мене ме интересира како сите овие години ја задржа енергијата. Дури во еден момент луѓето на социјалните мрежи викаат кога мислите дека ќе ги пукне гласот на Калиопи, таа тогаш развалува најако. Јас секогаш ги правам оние нешта, професионално зборувам на музичкиот пат, во кој што бескрено верувам. Со луѓето на кои што бескрено им верувам. И затоа сметам дека тоа е она што мене во тугите очи ме прави дека сум им блиска. Ме чувствуваат некако, затоа и не го сакам зборот дива. Кога ќе каже некој дива, јас само помислам дека сум подивена. Ама инаку луѓето, убаво е тоа, ако луѓето така си ме чувствуваат во нивните срца, тоа е нивно право, но за мене голем момент е човечноста и она што пред секој човек мора да го задржи, без оглед на која професија се работи, без оглед на колку титули добил во однос на таа негова професија, без оглед на тоа колку е популарен заради неа. Никогаш човек не сме да заборави од каде доаѓа. Дали си свесна, веројатно си, дека најголемите светски вокални тренери даваат оцени на тебе, на твојата музика и твоето пење на YouTube? Верувајте ми, такви се оценките, нема човека да не се најаже на тоа, кажуваат и ве споредуваат со најголемите светски музички имиња. Фала и многу. Голема среќа е што не застанувам попатно да не знам, знаеш како ја размислувам? Ја размислувам вака, јас би била пресреќна додека трае кариерата моја нека трае и сакам попатно да создадам некое ново име, не некоја нова Калиопи, туку да создадам некое ново име, доколку го приметам тоа жар кој што го имав јас во моите очи, кој што го примети Ромео во тоа време, да искреирам и да создадам некоја идна, млада, македонска звезда која што ќе го носи сето она како багаж што сум го носила јас. Морам да го најдам тој што е спремен да го понесе тој багаж. Мислам дека тоа ми е мојата следна задача. Во едно српско шоу ја испеа Бато, феноменални реакции на интернет и на YouTube. Мислам дека до ден денес не спласнуваат тие реакции. Дали сметаш дека можеби тоа ти беше најдобрата изведба на Бато? Не знам дали ми е најдобрата. Секоја моја интерпретација на Бато е поинаква. Таја беше, сега ќе ти кажам, во што се разликува таја интерпретација, бидејќи можеби емотивно, токму тој ден предходно, знам дека беше Скопски фестивал. Јас морав да ја успијам мојата шарпланинка Лона, бидејќи беше многу болна и тоа го доживеав доста травматично, но морав да се совземам бидејќи ме очекуваше, ова беше договорено од порано и ме очекуваше навистина голема професионална задача и јас не можам визуелно да го гледам тој настап, бидејќи се на моето лице ме потсетува на траумата која што ја доживеав ден предходно, ама гласот пак ме служеше како никогаш. Исто и кога татко ми почина, во Фрушка Гора имав концерт истиот ден са бајлето ја дозна феста, вечерта настапив. И кога мислиш дека најмалку гласот ќе те служи, нешто неверојатно се случува. И таму имав исто неверојатна изведба, ама тоа е тоа, не можеш да знаеш никогаш. А која е мојата најдобра верзија? Не знам. Дури не знам која е мојата најдобра верзија на сама себе. Појма немам. Калиопи би те прашал наметнат од твоите одговори. Сите луѓе сме ние кршливи, но некогаш и посврсти од камен, кршливи како јајце. Како ти се справуваш со болните моменти, со болката едноставно? Таква сум и јас. Идам многу силна, јака, газам, а во суштина сум многу
кршлива и ајде да речам вака, и срамежлива. Тоа никој не го знае. И веројатно затоа сум еуфорична некогаш кога некој ќе ми рече од каде оваа енергија. Тоа се доаѓа можеби од оние длабоки несигурности и стравови, ама страв не, ама како се справувам? Па се справувам на тој начин што и пред малку некому го кажав, се мора да се издржи. Се е за нас, се ни е дадено, веројатно ни е дадено толку колку што можеме да износиме. Тоа е правило број 1 и никогаш не ме напуштила вербата во Бога, не ме напуштила вербата во себе дека можам да ги износам моментите кои што навидум се толку тешки како планина, ама штом почнеш да носиш и сваќаш дека можеш да го носиш тој товар, станува полесен. И за крај, евровизиските фанови постојано те бараат на евровизиската сцена и викаат секоја година праќајте Калиопи. Веројатно го знаеш тој момент. Знам дека не може, но еве дали ако ти би се укажала наредна прилика, дали би го прифатила тој предизвик? Знаеш како, тоа е мач со две уштрици. Јас се искусив 2 пати Евровизија на различни начини. Ја искусив и она најубава страна на Евровизија и она лоша, што би се рекло, политичка страна на Евровизија. 2016 кога многу чудни нешта се случува на таа Евровизија во Стокхолм и како такви две искуства си велам секаде би одела да ја представам мојата земја и тоа го правам впрочем со сите мои концерти надвор од Македонија и настапи, но дали повторна Евровизија не знам, навистина не знам. Тоа повторно би била тема за дискусија за цел мој менеджмент да се разгледаат сите опции за и против. Ама Македонија секогаш тука во моето срце. Но ако настане и се направи Југовизија, дали би учествувала? Па зошто да не е Југовизија, дал могуче да се направи такво нешто, бидејќи вака малце ми утописки, ама мислам дека и да е веројатно и најмалата шанса да се случи, би морало да биде некоја ревијална вечер кај што и Чолич и јас и сите други пејачи кои што навистина оставиле трак на југословенска сцена, би требале да се појавиме таму. Калиопи, ти благодарам многу и ми беше драго што дојдеш со тебе и ти посакувам голем успех, не 6, 10 сега викам концерти. Нема проблем, јас ќе пеам колку и да се.